Септември е месец во кој започнуваат сејдбите на есенските култури. За да биде есенската сејдба квалитетно извршена, потребно е почвата пред се да биде добро обработена и да се следат временските услови, советуваат агрономите. Јачменот е културата која што во овој временски период ќе отпочне неговата редовна сејдба и задоволство е се види дека после дождливиот период кој што го имавме пред известно време придонесе да се создадат добри услови и земјоделците го искористија тој момент за да извршат основната обработка на почвата. Се разбира, ќе услети дополнителни обработки кои што треба истата да ја доведат во оптимална состојба за да може семето да навлезе на оптималната длабочина од 3 до 5 сантиметри. Употребувајќи пред се разбира соодветна механизација. Годините наназад бевме сведоци дека истите употребуваа расфрлачи за вешташко ѓубре, што е апсолутно неприфатливо, зашто во тој случај семето станува на површината и независно дали ќе поминат после со брана или не, птиците лесно наоѓаат и го употребуваат семето за исхрана. Од тука, значи, добро е да се изврши соодветна подготовка на механизацијата за дополнителната обработка на почвата, таму каде што веќе основната е завршена. Истата, следејќи ги временските услови да се доведе во оптимална состојба и се разбира јачменот да ја започне својата сејдба во оптималните временски рокови. Но она што е многу важно за земјоделците за престојната есенска сејдба е снабдувањето со квалитетен семенски материјал. Употребата на така наречено домашно семе апсолутно треба да биде избегната, зашто истото е не заштитено на соодветен начин со така наречени препарати кои што го штитат семето при навлегувањето во почвата од сите почвени болести кои што може да се најдат на истата. Затоа апелирам до земјоделците да се придржуваат кон добрата земјоделска практика и навремено да се снабдат со квалитетно семе кое што ќе им гарантира квалитетно поникнување и се разбира соодветен раст и развој на самото растение.